Почитувани гледачи, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску сон на Мега телевизија. Академијата за боречки вештини за НЕДО не само што е голем афирматор на Битола, туку е голем афирматор и на цела Македонија, бидејќи без разлика на кој светски шампионат за боречки вештини и да се појави, секогаш се враќа со навистина освоени голем број на медали и постигнува голем број на успеси. Токму последниот успех кој што ни го носи оваа Академија за боречки вештини доаѓа од Викендов. Токму за НЕДО учествуваше на светското првенство во боречки вештини, кое, како што кажа, Викендов се одржа во Грција. Нивните 18 учесници собра, односно освоија дури 28 медали. Токму денешното издание на емисијата Одблиску со го посветуваме на сите успеси на Академијата за боречки вештини за НЕДО, но од друга страна би рекла дека повеќе го посветуваме на човекот кој што е најзаслужен за сите овие успеси, за целиот развој на оваа Академија, мајсторот Златко Неделковски. На моја огромна чест денеска ви имаме како наш гостин токму во емисијата Одблиску со во нашето студио во телевизија Мега. Добре дојдовте пред се и да ви честитам за големиот број на успеси кои што ги постигнавте. Благодарам, добро ве најдов. Вие кажавте 28, ги кажавте само златните, меѓутоа има уште 9 сребрени и една бронзена, значи 38 се сите. Така, значи моја грешка е, јавно се извинувам, значи уште повеќе медали така. Значи и тие не може да се занемарат без разлика кој второ место е освоено, меѓутоа макар трпно се дојде до нив, така да точната бројка е 28 златни, 9 сребрени и една бронза. Навистина голем број на медали со оглед на тоа што на ова светско првенство кое што се одржа во Грција имавте само 18 представници. Еве уште еднаш би сакала да ви честитам, пред се ви благодарам за времето што го одвоивте, бидејќи веднаш после вашето пристигнување по неколку дена сте наш гостин, од друга страна би рекла дека секогаш сте отворени за медиумите, токму вашите успеси, сите оние ваши работи да ги споделиме со сите наши гледачи. Пред себе, откако спласна на некој начин тие импресии, како се чувствувате пред се како тренер? Вие верувам дека успехот на својот ученик е најголемото задоволство за еден тренер. Па доста заморно, знаете, доста заморно, меѓутоа ние пристигнавме недела вечерта, малце покасно, и понеделникот веќе почнеме со тренинг. Веднаш почнеме со тренинг, значи немаме воопшто пауза. Денес се одвоив јас време секако да посетам малцете и на медиумите. Иначе на 11 јуни одма не очекува турнир меѓународен, така да не престануваме со работа, затоа што нашата академија не работи само една боречка вештина или еден спорт. Ние сме сестрани, значи работиме повеќе дисциплини и затоа и 18 надпреварувачи донесоа 38 медали, затоа што еден надпреварувач може да се надпреварува во 3, 4 или 5 дисциплини. Почувствувавме, јас и Дијана како главен тренер, дека децата се спремни и можат, значи самите надпреварувачи да пружат максимум, кој што и се покаже на вистина така да еден надпреварувач се врате со 5 медали, значи некој со 4, некој со 5. Меѓутоа, по надпреварувач процентуално негде по 2 медали, значи дојде негде кома нешто на надпреварувач. Така, Академијата за НЕДО е позната по тоа дека неуморно работи во текот на целата година. Те кажавте дека веднаш се подготвувате за следното првенство кое што ќе се одржи во јуни. Ете би сакала повеќе да се задржиме токму на ова кое што се одржа викендов во Грција. Кажавме дека учествувавте со 18 учесници. Во кои се категории се надпреваруваат тие? Колкава беше пред се конкуренцијата? Од каде се имаше учесници на ова светско првенство? Па ние сме се уште во изработка на тие видеа кои што ќе ги постираме на интернет. Значи, после секој наше враќање на некој надпревар ние постираме видеа, да можат нашите сограѓани и пошироко наши пријатели со кои што соработуваме широм светот да видат до каде сме стигнати и кое е нивото на кое што работиме, така и не канат. Значи, 18 надпреварувачи беа оние кои што можеа да се приуштат да дојдат на овој надпревар, меѓутоа ние кога селектиравме имавме уште 20, значи бројката негде беше околу 40 надпреварувачи, меѓутоа
тешка финансиска ситуација е нормално и удира кај нас, ние сами се финансираме, така да добар дел беа во неможност да дојдат на овој надпревар. Меѓутоа, имаме воспоставен таков однос помеѓу сите членови внатре, да сите не себично му помогне на оние кои што патуваат на овој надпревар, затоа што тука се работи за контактни спортови, значи беа спаринг партнери цело време со надпреварувачите, дури се вратија оние кои што се повозрасни, да речам, веќе градат свој живот, се на факултет, некој завршил факултет па се верија и некој се жени, има дечина, значи такви, јас голема благодарност сакам да му искажам еве на сите, да не почнам да именувам, кои што несебично дојдоја и правеа борби, значи цело време, спаринг партнери му беа на дечината, мислам на преводачите, за мене се дечиња, ми се возрастни, и доста му помогнеа, на голема благодарност до нив. Ако не беа тие, мислам дека ни немаше ваков успех да направиме. Така, малку подоцна ќе го спомнеме и тој финансиски дел кој што пред малку вие го споделивте со нас. Верувам дека успехот е посебно важен и се гледа на насмевката на самите дечиња, бидејќи ги имаше од најмала до најголема возраст. Да. Колкав беше најмалиот учесник од вашата академија? Нашиот најмал ученик беше 7 годишна возраст. Так. Беше права атракција, да искрено да ви кажам, на самото првенство, затоа што мислам дека немаше помал, негде од 8-9 години беа другите. Меѓутоа, ние ќе поставиме таа борба негова баш на интернет, да ја погледат сите, да видат на 7 годишна возраст како професионално се однесува и во самата борба, меѓутоа и во самиот пристап и однос кој што го имаше. Значи, тој Атанаси, нас не е маскота и искрено да ви кажам, беше, не знам, атракција беше на цело првенство и за среќа прва борба, прва победа, освои златен медал. Јас сум премногу среќен, тој мислам дека е мал и се уште не знае што точно постигна. И ова го направивме во разговор со Дијана, затоа што со текот на годините слушнав мојот дека дечината од 6, 5, 6, 7 години па не може да сватат, па многу се мали, па тие што ќе научат. Тоа го слушнав од луѓе кои што се професори по физичка култура и мене ми падна криво, искрено да ви кажам, затоа што на сите првенства кај што учествуваме сум видел такви малечки дечина и ние почнаме да работиме со една таква група. И еве, вложи, значи, со плод, сега во моментот имаме, значи, негде околу 5-6 дечина кои што се веќе на 5 годишна возраст кај нас, некои си 4, и веќе ги учат првите чекори на боречката вештина или на самиот спорт, и мислам дека ќе бидат доста успешни. И оние кои што се надпреваруваат во сениорска конкуренција, баш разговаравме, вели јас толков почнав, а сега има 19-20 години. Така, браво, навистина за тоа, сепак нели тоа се должи на вашата работа, но од друга страна на вашата посветеност која што имате токму кон тие дечиња. Навистина се мали, но ете, одлично ја совладале оваа техника на боречките вештини. Се чини дека Академијата за боречки вештини занедо го знае рецептот за успехот, докаде тоа навистина многобројните награди кои што ги освојувате во текот на овие изминати години, голем број на награди. Кој е рецептот за успехот? Па искрено ќе ви кажам, јас не кријам, значи ние имаме една формула која што се градиме по неја. И стално викаме како и се во животот. Значи без разлика дали се работи за професионална работа кај што сме вработени, дали се работи за наука, дали се работи за литература. Боречките вештини се наука. Или ги знаеш, или не ги знаеш. Можеш да ги емитираш, да ги купуваш, да ги крадеш, меѓутоа никогаш да не ги сватиш. И тука е успехот половичен или минорен, незначаен. Меѓутоа, со правилна работа и познавање на она кој што го работиш, владува со проф и носи голем успех. Ние имаме среќа да уште од моите почетоци, значи негде пред 30 на години, кога го оформив клубот, да работам со огромен број на мои ученици,
И самиот показател е дека сега нивните дечина негде веќе почнуваат и нивните внучиња да доаѓаат во самата академија и тоа ми дава мотив и тоа ми е полни душата. Така, навистина е убаво кога нели сето тоа се пренесува од генерации на генерации, како што кажавте нели и вие. Спомнавте дека 30 на години ја имате токму Академијата за поречки вештини, но како што знам вие 50 години, отприлика околу 5 децении се занимавате со поречките вештини. Близко, се 46. Така, 46. Значи, ближите до тој јубилеј 5 децении. Ближам кон 50, да. Започнав пред 46 години. Како се сеќавате на тие? Се сеќавам на секој ден. Така, како беа, кога се роди љубовта токму кон поречките вештини? Се сеќавам на секој мој поминат тренинг во сала. Можам да ви кажам за секоја година што точно сум работел, што сум тренирал и моите блиски, премногу блиски, се ќе откријам, знаеа, јас имав зацртена една цел како мал, детски сон некој, и во останот кај што живеев, беше испадната касата од вратата и јас на тој дел кај што беше испаднат касата, значи да не видат моите, напишав со молив, јас тој датум, не знам, значи сега изгледам малце дечки лудо, ќе морам да успеам да освојам црн појас, да постигнам ова, да постигнам. Си дадов една задача. Така. Па мајсторите затворија касата, така е интересно приказна. И сега брзо кога се сетив во еден разговор со ќерката, му раскажав и беа навистина изненадени дека стварно посветеноста, значи кон една работа, упорноста, меѓуто и учењето. Деца учењето, премногу учев, имав и од кој да учам, премногу учев. И ден денес учам, без разлика дека стигнав некој високо ниво, јас така верам мислам. Тоа го окажува, значи, врвни тренери познати во светот и се уште учам. Значи, секој тренинг, секој ден сум по 2-3 сати, ако верувате на тренинг. Значи, лично за мене. Така. Останатиот дел со дечината си е, значи, тренерски дел. И тоа лично за себе, испод 2-3 сати денот не сум. Браво, навистина. Сепак, нели, учењето е неизбежно до крајот на животот. Човекот учи секој ден додека е жив. Вие ја имате титулата мајстор. Ете, би сакала да направиме една кратка ретроспектива на вашата работа. Како се стигнува до титулата мајстор? Па, како и секаде во сите боречки вештини кај нас, значи се полага испити. А до еден одреден степен за мајсторска титула. Мајсторска титула може да биде и дечка, значи за дечина, кои што немаат веќе наполнето 14 годишна возраст, и тие кога ќе наполнат 17-18 години го преполагат, значи тој црн појас, да речеле, и мајсторска титула, затоа што веќе се зрела личност. Значи тој се дава негде кај пубертетска возраст и ние имаме дечина малечки кои што имаат црн појас. И тој е црн појас детски. Так. Се уште, затоа што не можете да не го наградите на детенце кој што напредува. И имаме еден систем тако, значи тој систем е скоро во повеќето земји во светот и повеќето боречки вештини. Така да и го работиме и ние, да после веќе сениорскиот црн појас му останува и после се надоградува во данови или степени. Јас го имам мајсторски појас стар мајстор. Еве по македонски да кажам. Така звучи. Така, навистина честитки за тоа, горди сме што ви имаме пред се и што потекнувате токму тука од Битола. А сега после 46 години како што се занимавате со боречките вештини, веќе 30 години ја имате Академијата за боречки вештини занедо. Она што ме интересира, колку беше тешко да се изоди сет тој пат, од една страна, нели, обезбедувањето на самите услови за осовременувањето на еден таков центар, со оглед на тоа што ќе ја споменам тука таа финансиска состојба, а барем изминатите години, долги години, вие немате никаква поддршка. Ни од институции, ни од општина, туку тука е само она, би рекла, подадена рака од страна на пријателите. Како се справувате со сето тоа? Како беше да се изоди
сиот тој пат за да се стигне до ова што сте денеска? Па видете, порано, значи точно пред 46 години, кога јас започнав, беше малце поинаков начинот на спонзорирање и поинаков, мене беше многу тешко, искрено да ви кажам, затоа што во поранешна Југославија се знаеше само 2, максимум до 3 боречки вештини. Значи боксот, джудо, карате и тука негде завршуваа сите познавање на боречките вештини. Кога јас значи кога почнав со карате, нормално немаше ништо друго. Меѓутоа по доаѓање на комши, да речем, пријатели и роднини од Австралија, осознаев дека сум вложил многу труд во една вештина, меѓутоа најдов на нешто подобро. Барем за мене. Таков ми беше духот немирен, не можев нешто да го имитирам и да го глумам, сакав да има контакт, сакав да има затоа што боречките вештини буквално се со контакт. За мене е незамисливо боречка вештина, а да нема контакт. Така да работев доста со нив и почнав по инструкции нивни да работам. Потоа јас заминав в Австралија, таму изучив доста, кога се вратив, најдов на една голема бариера, тешко многу можев да отворам клуб. Отворив секција при карате клуб Пелистер Битола и сум многу благодарен на тогашното раковство, значи сега не се сеќавам точно, и имав проблем. Значи тие беа облечени во бели кимона, јас бев во црно, затоа што кинеските боречки вештини, традиционалните се во црна униформа и јас изгледав како секташ. Буквално бев повикуван и во полиција, испитуван, зашто си ти само во црно што е работата и така. Значи имав голем проблем во докажување што е тоа јас што го работам, за разлика од сега веќе сите го знаат, меѓутоа сега тешко најдуваме на финансиска поддршка, а тогаш имаше човечки вредности и на секоја врата, буквално каде да тропнев, добиваме финансиска помош. Патувавме низ цела поранешна Југославија. Мои ученици, се извинувам, и јас лично бевме шампиони на Југославија во тоа време кога никој не знаеше што е зборот фул контакт, нема е случно, така и се викаше тогаш фул контакт. Така со текот на годините се отворија доста клубови низ Македонија, со самото после осамостојување на Македонија оформи федерација за фул контакт. Потоа прерасно почна да се вика кикбокс. И ден денес го работам оно кој што сум работел цел живот. Јас се повлеков од федерација за кикбокс и општо од сите федерации, затоа што политиката длабоко влезе уште тие години во самите федерации, во самиот спорт. И реков, јас боречките вештини спортот го работам за љубов, не го работам за титула, не ми значи ништо ако јас не сум среќен. Не сакам никаква позиција, не сакам да бидам председател на федерација или секретар или благајник, не можам, не сум учен да носам костум. Јас сум за потренер, јас сум да го створам, да го направам од мал. Значи јас сум практичар, не сум теоричар. Цел живот го поминав во паркот и на минус 40. Сега веќе модерно, меѓутоа јас кога трчав, сите вртеа со главата, значи тоа време. Јас сум практичар, буквално. А дали може би некогаш сте размислувале за оформување на ваша федерација? Да. Ние започнавме еден процес и е многу тежок. Така? Имаме огромна поддршка, интересно, значи да се кажи, од сите светски федерации и тие не канат да нашиот бренд го ставиме во нивните федерации, како дисциплина. Еве имавме таков еден предлог од ВФМЦ, Светска федерација со седиште во Германија, да на следното светско првенство или европско учествува, да почне веќе нашата дисциплина Top Fighting System. Така да јас размислував доста и децата ме тераа дома, мислам и керката посебно, да го прифатам тоа, да почне да работи. Јас сум се уште упорен, се уште се надевам дека почетокот ќе биде од овде, од Македонија, а не од Германија. Ако не успеам, значи цела програма, студија, све е изработено, видеоматеријали, све е снимено, меѓутоа ќе бидам приморен да го дам како готов производ на некој друг, да го работи. За жал, името мое ќе остане, мислам, таму во секој случај, меѓутоа сакав почетоците да видат од овде. Не најдов разбирање никаде,
Ние сме малце конзервативни, знаеме само еден дел и ништо друго не интересира, меѓутоа не е така. Јас направив еден склоп или еден систем, затоа се вика Top Fighting System, еден склоп на повеќе боречки вештини спортови, кои што мислам дека со ова време сега како што одат боречките вештини, тогаш да речем беше непоимливо ММА борбите, да речем, во споредба сега, значи кога се вежбаше карате, камоли па кикбоксот, значи. Така да и сега ова ќе биде нешто неспоредливо и со овие кои што ги напомнав. Се надевам дека нешто ќе биде, меѓутоа, еве, затаивме малце, сме очигледно во некоја криза. Јас ви кажав, јас сум лично што ме интересира само спортот. Мислам, онај навистина што сакам да го работам со љубов. Единствена љубов, после фамилијата ми е спортот, боречките вештини и изработка на ножеви, значи тоа ми е пасија. Така, значи, интересен податок е, тоа ми е пасија, многу малце луѓе знаат, нека што ме познаваат, значи поблиску. До сега имам изработено околу 150 ножеви. Значи имам подарено, немам продаено, си ги чувам сите, значи тие што ги правам. Тоа ми е пасија, а живот ми е боречките вештини. Така, би можеле да се договориме накнадно да организираме некое снимање токму за вашата друга пасија, како што кажавте, изработката на ножеви. Јас ќе ви посакам од срце да ви се оствари она што го имате планирано, односно новата техника Top Fighting System, да реализирате токму тука од Битола. Се надевам дека тоа ќе се случи во скоро време. Сега би сакала малку да позборуваме и за вие пред скоро време, како што се сеќавам минатата година, јули 2016 година, издадовте и CD насловено Инстинктивна самоодбрана. Ете би сакала да кажеме збор два и за тоа колку самото тоа CD, бидејќи неле беше дистрибуирано до пошироката маса на граѓани, допринесува за како граѓаните да се справат во одредени ситуации. И од каде беше идејата за издавање на едно такво CD? Идејата беше, искрено да ви кажам, спремно сакам деца. И сакав да помогнам на дечината да го видат она кое што е навистина секој невие. Затоа што можете да сретнете во светот имиња на боречки вештини, кои што ова е реалистично, ова е реално, ова е вистинско, меѓутоа искрено да ви кажам, еве, јас со толкова големо искуство ќе кажам дека не поминува. Не поминува на улица, зашто сум, јас не се срам да кажам, јас сум дете од улица, значи, порасна сум на улица, тоа времето беше и такво, значи, мораше да се избориш за место на улица. За разлика сега се бориш кој повеќе лајкови има на Facebook, тогаш беше... За жал, поразлично време. За жал, ние тогаш се боревме за превласт, помеѓу едно мало до друго мало, или во самото мало помеѓу нас, значи кој е најсилен, кој е најјак, и така растеме. Значи тупаниците работеа, значи повозрастните може да сватат, знаат за што зборувам, на помладите му е малце чудно. И знам како изгледа, како изгледа кога тројца, четворица ќе те нападнат, па и со дрва или тоа време и со синџири и со сите работи. Знам како изгледа кога некој ќе те расепи главата, знам како изгледа заби скршени, па уста расечена. Знам како изгледа и ти кога ќе удриш. И тоа не може ништо да го долови, освен Top Fighting системот, затоа што го работиме многу реалистичен, со голема опрема, со доста опрема на нас, меѓутоа се она вистинско до кој што може да се изработи. Тоа е практичниот дел, меѓутоа теоретскиот дел има 5 начела или 5 правила или закони кои што ние ги предававме и на Академијата во Скопје за полиција и во специјалните единици во Тигрите, во Комората за обезбедување имоти лица и сите приватни предавања кои што ги правам надвор од Македонија. И постои сегде истото правило, дека за добра заштита треба да си многу интелигентен, треба да си паметен, треба да имаш прво разработена стратегија, не да ти е пасија, значи да живееш на штрек, меѓутоа треба да имаш направено една превенција. И под зборот превенција стојат многу работи кои што доста допринесува за да биде една самоодбрана или само заштита, да речем, себе си, на аматерите или на индивидуалните, не само индивидуалните, а на професионалците
како да се заштитат и себе си, меѓутоа и оно кој што му е даено како задача, без разлика дали е објект или пак луѓе, значи клиенти. И се покажа дека е доста успешно и доста прифатливо, доста го прифатија. Ние се надпреваруваме со ова Effective Self-Defense, се надпреваруваме скоро во 5 федерации во светот и досега, значи, не постои некој што успел да ни земи медал, затоа што масата, публиката, народот, надпреварувачите го сакат. Јас би сакал секој да дојде да види. Тоа CD го изработив не да заработам и не го продававме, него го поделивме. Имавме и обука по училиштата, значи на дечината, како да толку се наивни, значи децата, што јас бев изненадени, пробав еве во тоа CD да му добавам вистински како изгледа, со реална ситуација да го видат, затоа што боречките вештини не е фатија рака да свиткае, него е комуникација. Тоа е комуникација, голема психологија, разговор, па проценка, па пристап, значи треба да имате однос и на крајот реализација. Зборот реализација означува сегде различно. Кај обичен човек, значи реализација значи нападни и бегај, кај професионалец значи совладај, смири и ред сега да не земам значи многу време од Effective Self-Defense, така да е доста поучно, пред се е поучно, значи нема во него да видите техника, како се фаќа, како се совладува, него ќе видите како да се избегни и како да се разговара, како да се постави телото со се помала, мислам, помал контакт со можниот напаѓач. Така, во секој случај убави работи што ги споделивме со нашите гледачи. Јас се извинувам сад да надоврзам, значи Effective Self-Defense е направена или лична заштита, така, речем, тој е направена исклучиво за луѓе кои што никогаш во животот не се занимавале со спорт. Затоа што не секој сака да влезе во сала, не секој сака да испоти и да добие модринки и така натаму или нема време и така натаму, меѓутоа со две прегледувања на ова CD за инстинктивна самоодбрана проработува инстинктот самиот, така и направено, да утре други ден знаете дека се она кој што во моментот го држите во рака може да ви прослужи како заштита. Така. Тоа е само полука, значи. Дали уште имате примероци од сегдето? Да. Еве ме интересира, верувам дека и голем дел од гледачите ќе ги заинтересираме, доколку сакаат да го погледнат, можат да го најдат кај вас да се обратат? Ние го немаме постирано на интернет, има мал дел, меѓутоа не е целосно. Тоа е и така направено по поглавја. Не траи многу, не сакав никој да го замараме, значи многу е кратко, меѓутоа е многу децидно, многу е јасно, објаснува како, а не објаснува техники. Кога би објаснувал техники, треба да дојде во сала да учи. Ние направивме да секој, па и највозрастен, значи бабичка, дедичко или детенце мало, да се снајде, само да го погледа. Тоа е и на, значи, зборува и на македонски, значи, е објаснето со, така е титловано, не знам како се вика, значи, со разговор, не мора да го чита, значи, само да го слуша, има пријатна музика. И ви кажав со две гледања, барем оно досега кој што ми дадоа како критика, позитивна во секој случај, дека е првиот пат кога го гледате, а сте научиле дека, мислам, сте научени да гледате професионално некој видео, кај што се објаснува техники, како се фаќа, па како се врти раката и така натаму, конкретно за самоодбраната, и најдувате не на огромна бариера, па ова не е тоа. Да, точно не е тоа, затоа што кога оне кој што ќе погледни, ќе заклучи дека бил наивен во некои одредени ситуации кога бил оштетен, без разлика дали се работи за кражба на новчаник, дали некој го нападнал и без разлика дали вербално или физички, меѓутоа самото видео објаснува да го избегнете, да избегнете таа темна уличка, не објаснува како вие да се справите со тие 3, тројца и четворица, затоа што е нелогички.
и такви, значи некои поучни. Така, одлична идеја. Во секој случај морам да го признам тоа. Сега би сакала малку да се задржиме на вашата работа како тренер во Академијата за боречки вештини за НЕДО. Она пред се што ме интересира е колкава е заинтересираноста од страна на битолчани за изучување на боречките вештини. Имате повеќе групи, ако не се лажам, во вашата академија. Ете колкава е старосната граница, од кои возрасти, од кој пол најчесто доаѓаат во вашата академија? Сега ќе ви кажам, јас морам да ги поздравам. За мене се сепак повозрастни, значи Чичко Стево и Чичко Киро. Тие се по 73 години. Стварно? Да, редовни мои членови. Да, до доста време тренираат кај мене. Браво. И навистина е интересно на тие години, она кои што го прават, е за секој почит, затоа што сега може да видите и млади луѓе кои што не можат да мрдат. Значи и овие двајца се неверојатно, значи имаат кондиција, почнуваат да се развиваат, да ќе добиваат некоја градба. Најмалите, ви кажав, имаме и од 4 годинки, се зависи индивидуално од самите дечина. Значи кој дете како ќе го свати и кој дете како е воспитано да го слуша, некој не може да го прати, му е потешко. Меѓутоа имаме од 4 годинки и сега се веќе некои кои што кажав кај мене се запознале, си склучиле брак, заедно, да, тоа имаме многу, значи, многу случаеви. Некои од нив се во странство, значи, меѓутоа, секој е нивно доаѓање. Не постои некој да не намени во академијата, да не види, да не си ги почасти другарите без разлика, не ги познава овие помладите, меѓутоа да ги почасти со соучаси или па да евоцираме спомен, да му објаснат како сум ги малтретирал и секоја чест за тоа, тоа е доказ дека функционирате како едно големо семејство. Да. Иначе бројката е огромна. Јас така и почнав, значи кога почнав го отворив клубот, почнав со една огромна бројка и сега работиме со една огромна бројка. Со Дијана се плашевме дека денешницата интернетот ти делува на дечината, меѓутоа ние сме многу строги, искрено. Јас и Дијана сме многу строги према децата, премногу строги, можам да речам. Меѓутоа децата не сакат да И така треба да биде. Во секој случај се сеќавате или можеби колку членови имаат продефилирано из Академијата за НЕДО во сите овие години? Па Имате ли не знам, илјадници веројатно, не водам некоја статистика. Се ни е евидентирано, меѓутоа не се замарам колку биле, дали 5, 10 или 15. Мене најповеќе ми исполнува, ви кажа, кога некој ќе дојди и јас не можам да се сетам, бил доста помлад или така. И ќе ми каже кој е, и ќе ми донеси дури фотографија, еве јас. И така, тоа повеќе ми исполнува, него не ми значи дека бројката била 10.000. Јас сум среќен дека со секое доаѓање и некој што се задржал повеќе од 2-3 месеци, барем нешто подпримил да речи добар ден и добро вечер кога ќе влези. Значи, тоа ми е, уште држиме, еве јас барем држам така, сакам. Значи, некој кога ќе влези во самата сала да рече добро вечер, ако не ќе го вратам. Сакаме да сме строги, сакаме да има тишина, не дозволуваме мобилни телефони на тренинг, тоа веќе е во ниеден случај. Не дозволувам, значи, пристап на родители, освен првиот тренинг, без разлика ли се работи за 4 години. Не му дозволуваме на родителите да ги облекуваат и слекуваат децата, без разлика дека се работи за 4 години или 5. Ќе плачи, само ќе се мачи да се облечи, по третиот пат ќе знае и така. Така, во секој случај за пофалба што ете нели покрај боречките вештини, ги самите деца ги учите и на други принципи. Во секој случај, она што е интересно во последните години што токму женската популација се повеќе се интересира за изучување на боречките вештини. За жал тоа во минатото не беше така. Како го коментирате вие ова? Сум имал, јас да ви кажам искрено, уште од почеток имав доста женски членови. Сега, искрено ќе ви кажам, значи, еве, во разговор со господин Чичко Киро, значи, тој е доктор гинеколог по пензија, и разговараме, вели, сега веќе пубертетот побрзо ги паѓа деца. И така разговараме на таа тема. Тој доста им помага, значи, на женскиот дел во клубот, без разлика за каков проблем се работи. И женските се многу похрабри, по-неустрашливи, да речеме, еве. Сега кога бевме на последниот надпревар, а предпоследниот ни беше во Солун, значи малите чупина што ги имавме,
веќе од претходно што сме се среќавале, не сака да се надпреваруваат со нашите. Само што ќе ги видее плачеа. Не ќе, значи останатите. И беа приморени да ја пуштиме со машки. И сега на ова светско првенство кога бевме, значи две чупина ги пуштивме со машки. И ги поминаа, значи сите филтри во финале победија и станаа шампиони, значи со машки. Затоа што не сакаа, веќе беа наредени, беа паровите истакнати, значи на тие листите, меѓутоа откажаа, не сакаја и јас ги прашав. Пошто во таа категорија има и помалце дечиња, по 5-6 да речам во една категорија, дали ќе прифатите, нема проблем. И вистина и станом викам, овие се правите мажи, значи сега моментот. Интересно. Да, навистина е интересно. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Блиску со, морам да признам дека со вас има многу да се разговара, но за жал времето толку ни дозволува. Еве пред самиот крај ја спомнавме вашата пасија, нели, освен боречките вештини. Како поминува еден ваш ден? Кажавте дека секојдневно 2 сати си ги посветувате лично на вас, на собствен тренинг, но ете, останатото време како ви е исполнето? Па, сега ќе ви кажам, јас еднаш пратев еден професор, академик хирург од Скопје, кога викаше и дома моите се свртија во мене, вели како ти сега да збораш. Вели јас кога одам и вода да си турам во чашата, успат планирам уште 3 работи, за да не ставам по втор пат. Така да денот ми е испланиран, јас одам многу рано на работа, неделе во 5:20, 5:30 се разбудам па се истуширам, заминам на работа. 6:10 ми поаѓа автобусот и на работа имам специфична, значи, професија, сум контролор на меѓуфазна обработка и оне дел кој што го имаме, ние пауза за кафе, значи имаме 2 пати до 3 па 15 минути пауза за кафе и 30 минути за ручек. Јас не ручам, не пијам кафе, не пушам, така да сите тие ги користам во изработка баш на Значи, паузата и времето кој што е слободно, јас нешто морам да работам, да чекнам нешто да се направам за мене. Во 15 часот заминувам од работа, 15:30 сум во салата и дома во 22:30 влегувам. И единствен ден ни е недела. Имам таква среќа што еве Дијана работи со мене, со неја се поќе се гледаме. Синот ми работи цело недел кој што се однесува папирологија, како да речем, значи компјутер, комуникација со останатиот дел од светот, постирање на интернет, значи тој како дизајнер графички, значи ни изработува се она кој што го имаме, мајчки, дресови, дипломи и така натаму. Жената е задолжена, се знае цел ден, само готви, само машини. Јас и Дијана сме, значи, нон-стоп на тренинг и в текот на ден по 5-6 пати се преслечиме. Меѓутоа, функционираме многу години, дали стана веќе навика. Тука најпоќе страда жената дома, нормално, не гледа и голема обрска. Меѓутоа, па е за возот, ја носам на сите надпревари, барем тука да видиме заедно. Ако пак сме одделени, барем да видиме заедно. Во секој случај тоа е прекрасно што целото семејство функционирате како едно нешто. Мене ми останува само од срце да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување во емисијата од Блиску со. Ке ви посакам уште премногу успех, како што кажавме, веќе во јуни ве очекува ново светско првенство. Верувам дека и таму ќе освоите. Тоа е меѓународен надпревар, значи не е светско, но меѓународен надпревар. Меѓународен надпревар, да, верувам дека ќе освоите голем број на награди, се гордееме сите со вас, со вашите успеси. Повторно ќе речам, освен тоа што сте голем афирматор на Битола, вие сте голем афирматор и на Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Нас е на задача некоја добивме да мораме, са искрено, само што ќе напуштиме Македонија и царевници да ја почуват, да не прашуваат со колку ќе се вратите. Аманте луѓе, значи мора да си го оправдате сега тоа, како терет како во традиција си остана дека кога ќе одите знаеме дека ќе се вратите со голем број медали. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Од Блиску со. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидување.